Светската економија ќе закрепнува со години од COVID-19. Ни македонската не е исклучок. Бразил, десетици илјади исчезнати, им се губи секаква трага. Facebook, пораките и постовите може да сигнализираат сериозни ментални проблеми. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон, ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Македонската економија е делумно слободна и има 68,6 од 100 можни поени. Фондацијата Heritage во својот најнов извештај предупредува дека пандемијата ќе остави долгорочни последици за стопанството во целиот свет. Со еден од авторите на извештајот разговараше Јане Бојаджиевски. And policymakers are not quite sure how to revitalize the economy. Ентони Кин од фондацијата Heritage во Вашингтон, еден од авторите на годинешниот индекс за економски слободи, најави дека ќе бидат потребни години за враќање на економијата на здрави нозе. The global economy has been kind of frozen. Глобалната економија е замрзната. Добро е што нема нагло опаѓање на економските слободи. При изготвувањето на индексот за 2021 не можевме да ги мериме параметрите за лани со оглед на пандемијата, но ќе мора да се вратиме на посакуваниот стадиум. Северна Македонија се најде на 46-тото место на индексот за економски слободи 2021 со оценка 68,6 за економски слободи. Забележан е пат од 0,9%, претежно поради опагање во слободата на тргување, рангирана на 27-то место од 45 во Европа. Како е рангирана земјата споредена со соседите? North Macedonia obviously had a very challenging year last year. Северна Македонија имаше големи предизвици изминатата година. Властите во Скопје не само што мораа да се справат со надворешно политички предизвици, не беше лесно да се менаџира ниту економската состојба, но потребно е преземање итни економски реформи, а не само празни политички флоскули. Аналитичарот Ким со сугестии за оправување на економската слика. I think it has to be about increasing overall competitiveness. Севкупно потребно е зголемување на конкурентноста преку јакнење на владењето на правото и на фискалното здравје. Нема да биде лесно. Или унапредување на регулаторната ефикасност преку поддршката за малите и средни бизниси во Северна Македонија. За перспективите на Западниот Балкан, споредено со останатиот дел од Европа, сугерира. I have to say, Jane, it's rather surprising but very impressive in a way. Изненадувачки добро, Западниот Балкан и покрај предизвиците барем засега, вклучувајќи и Северна Македонија, покаже издржливост на економските удари. Главно прашање е како таа издржливост на тамошно да расте во 2021-та. Сите балкански земји имаат слични макроекономски проблеми. Ентони, thank you very much for your time. Jane, always pleasure and see you soon again. Бразил има една од највисоките стапки на убиства во светот, а десетици илјади луѓе се водат како исчезнати. Нивните роднини и пријатели велат дека полицијата не прави многу за да им влезе во трага. Натали, Кајики, Гвилерме, Джонатан, Фабијана, Хозе, Марија, Серхио и Рената. Имиња на 9 исчезнати луѓе. Толкумина исчезнуваат секој час во Бразил. Во Рио де Жанеиро 3 деца, Лукас, Алехандро и Фернандо, минатиот месец исчезнаа во населбата Белфорт Рошо. Тие играле фудбал во моментот кога им се губи секаква трага, а нивните семејства се уште ги бараат. Како Лукас, Алехандро и Фернандо, многумина од тие што исчезнуваат се црномурести, млади и сиромашни. Минатата година исчезна 80.000 бразилци. Активистите велат дека повеќето од исчезнувањата не се истражуваат од властите, иако е многу веројатно оти случаите се поврзани со убиства и со киднапирања. Има пораст на исчезнати адолесценти и млади луѓе кои често им должат на трговците на дрога или пак кои се обвинети за некаков криминал. Многу од нив се киднапирани, убиени, закопани на тајни гробишта. Има и паравоени групи во Бразил кои се поврзани со поранешни полициски офицери кои често извршуваат убиства, ги фрлаат телата. Иванисе формирала невладина организација која помогнала да се најдат повеќе од 5000 исчезнати луѓе, од кои повеќето биле жени.
Активистите велат дека проектот го прави она што треба да го прави владата, наместо одговорноста да ја префрува на семејствата на исчезнатите. Quando a mãe chega na delegacia, Кога една мајка оди во полиција да праша дали имаат некакви информации за незиното дете, тие прашуваат неа дали слушнала нешто. Улогите се променети. Нашите деца се само бројки и статистика за државата. Иванисе се уште ја бара својата ќерка која исчезнала во Сао Пауло пред 24 години. Незината надеж не умира. minha vida parou. Мојот живот заврши на 23 декември 1995 година. Го изгубив здравието кога ја загубив ќерка ми. Ме одржува во живот само надежта дека таа е жива некаде на оваа планета. Мајчинскиот инстинкт ми вели дека е некаде. Сакам да верувам дека Господ ме подготвува, бидејќи денот кога ќе изгубам надежта, ќе умрам и јас. На овие преполни улици тешко е да се најде исчезнато лице. Токму затоа оваа апликација е развиена за да помогне при потрагата. Секој што ќе ја симне апликацијата на својот мобилен телефон ќе може да помогне при барањето на исчезнатото лице. Корисникот може да додаде и фотографија на апликацијата која потоа користи технологија за препознавање на лица со цел да се направи споредба со фотографиите од базата на исчезнатите, каде има илјадници слики. Nós precisamos de um sistema nacional. Имаме систем за обработка и поврзување на информациите, за да не треба семејствата да лутаат низ болниците и полициските станици. За сега семејствата во голема мера се оставени сами на себе и зависат од невладините групи кои им помагаат во болната потрага. Истражување спроведено во Соединетите држави покажа дека пораките и постовите споделени на Facebook може да укажат дали некој страда од ментални проблеми. Кога станува збор за социјалните медиуми, веројатно пораката е медиумот, барем за децата, вели психијатарот Мајкл Бирнбом. What we wanted to do here. Сакавме да разбереме како изгледа менталното заболување на страниците на социјалните медиуми. Тој неодамна предводел истражување во САД во кое се анализирале пораки на Facebook од 222 млади адолесценти за евентуални знаци кои упатуваат на ментално заболување. Our ultimate goal Нашата цел е рано идентификување, рано ангажирање, подобро разбирање на ризичните фактори што може лицето да го става во поголем ризик да биде хоспитализирано. Анализирањето на над 3,4 милиони пораки испратени за 18 месеци пред актуелната хоспитализација на некои од учесниците покажале сличности. individuals with psychiatric Поединци со ментални пореметувања повеќе користат вулгарни зборови. Има разлики во користењето на интерпукцијски знаци. Има разлики во користењето на зборови кои изразуваат негативна емоција. Повеќе се користени зборови што изразуваат перцепција, како слушам, гледам, чувствувам. often perception is Честопати перцепцијата е изместена кај поединци со шизофренија. Тие слушаат работи кои други не ги слушаат или гледаат. Чувствуваат нешта што други луѓе не ги чувствуваат. Дури и помали разлики во големината и бојата од преземените фотографии може да сигнализираат потенцијални знаци. Дефинитивно забележав дека испраќа многу повеќе пораки на луѓето и имав зголемена интеракција. Кристијан Херера Гатон, кој бил диагностициран како биполарен, користи социјални медиуми на начин што не изгледа невообичаен. Социјалните медиуми станаа полесен начин да го кажам тоа што ми тежи. Бирнбом додава дека самите пораки на Facebook не може да предвидат ментално заболување, но обезбедуваат важни информации. to get a Се добива подобра представа за тоа како стојат работите. Како рутинска рентгенска снимка или тест на крвна слика. Ова е начин да се воочат потенцијално предупредувачки знаци, сокриени во нашата употреба на социјалните медиуми. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на glasnaamerika.com, како и на нашите профили на Facebook, Instagram и Twitter. Поздрав од Вашингтон!